Добро вечер, вие слушате Радио Канал 103. Ова е емисијата Дансе Макабре со своето 526 издание, кое што е наменето за месецот октомври, односно месецот на хорор филмот во светски рамки, и баш поради тоа најтенка е границата помеѓу светот на живите и светот на мртвите во последниот ден на овој месец, попознат како Ноќ на вештерките, односно Хелоуин, кој што во емисијата ќе биде чествуван малку порано, но во соодветен манир како што заслужува, славејќи ја едновековната култура на хорор филмот, односно секоја година последната емисија од октомври гласи секој ден е Хелоуин, референтно според стихот на култната композиција на Тајпо Негатив, меѓутоа е ставен во функција која што треба да асоцира дека Дансе Макабре е емисија во која се гледа хорор филм не само на Хелоуин, не само во октомври, туку 365 дена во годината, па затоа и оваа година се обидов да направам шаренолика селекција во која ќе ги наберам најкрволочните плодови кои што се пораснати во хорор жетвата, со надеж дека некој од нив ќе го задоволи вашиот филмски вкус, односно 13 хорор филмови во голем број на поджанрови и на жанровски хибриди, кои што ќе бидат приложени во ова издание на емисијата, која што ја започнавме агресивно со The Dying Song, односно Time to Sing и композицијата Jen. Станува збор за две композиции кои што се наоѓаат на новото студиско издание на бендот Slipknot, односно станува збор за седмиот нивен студиски албум кој што го носи насловот The End So Far, издаден за Roadrunner Records на крајот на минатиот месец, односно станува збор за препознатлив албум кога е во прашање овој пионир на модерниот нью метал, односно еден од малкуте бендови кои што останаа да го надживеат жанрот и да создаваат уникатна пред се музика која е реминесцентна на сето тоа што значи името Slipknot, односно ова нивно издание не се издвојува драстично од претходните, односно е во чекор со We Are Not Your Kind, меѓутоа оваа деветторка има неколку песни по кои што ќе се памети, една од нив секако дека ќе биде Jen, а во продолжение ќе слушнеме и композицијата Hive Mind и Heirloom, односно уште две агресивни творби кои што се наоѓаат во овој албум, кои што нека не ве буни агресијата заради тоа што е компатибилен и со мелодичните балади кои што се наоѓаат на него, меѓутоа за почеток на емисија и тоа како требаше да се искористат агресивните композиции кои што се наоѓаат на овој албум, кој ако добро ја слушнавте лириката во која што Кори Тейлор елаборира што се случува кога ножот ќе навлезе во телото, многу добро знаете дека бендовите кои што ќе ги слушате во рамките на оваа емисија се тесно поврзани со хорор жанрот, односно имагинацијата и влијанието го црпат пред се од него, како што Малком Макдауел би нарекол, односно, се извинувам, како што Роберт Енглунд би посочил, хорор жанрот и метал субкултурата се братучеди, најмала рака, односно се сродни, така што ќе слушаме музика од бендови кои што и тоа како пеат за мрачните теми кои го влечат човекот во неговите мрачни пространства во кои што тој знае да западне. А Дансе Макабре е емисија во која 14 сезони се зборува за уметност, во борба против лицемерието, зависта и користолюбието. Туку уметниците се вистински херои, а не политичарите, и секој издание е на мала победа против шундот и апатијата. Целта на емисијата е да го доближи квалитетниот филм до секој слушател и да воспостави диалог помеѓу уметноста и реалноста. Вечером има закажано полноќен танц со смртта по 526 пат. Јас сум Златко Ѓерески, а ви останете со трансмисијата на Канал 103 до крајот на светот. Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Дансе Макабре со своето 526 издание, именувано како Секој ден е Хелоуин, односно рецензија на 13 модерни хорор филмови кои што пред се актуелни во овој период на годината. На почетокот на емисијата да објаснам дека
место нема да најдат во рамките на ова издание Halloween Ends и Nope, тоа да го расчистиме на самиот почеток. Според мене тие се медиокритетни хорор филмови. Девид Гордон Грин не ни требаше да ја снима трилогијата со Майкл Мајерс без свежа идеја во контекст на убиствата кои што ги работи. Со ликот од Джордан Пил немаше потреба од пропадната епизода за краток филм, односно кратка епизода на Twilight Zone да сними шуплив долгометражен SF хорор филм. Жал ми е за нив, ама тие нема да се селектирани ниту во емисијата, ниту во 50 хорор филмови, најдобрите 50 хорор филмови кои што топ листа која односно ја компилирам во рамките на оваа емисија, во текот на изданијата, со тоа што на последното издание се бира најквалитетниот хорор филм на годината според Дансе Макабре, а во текот на годината насловите за кои што дискутирам во рамките на емисијата се рангираат во оваа топ листа на 50 хорор филмови на годината, листа која што се бира најквалитетниот во последната епизода на Дансе Макабре за 2022, а на хорор жанрот не му треба промоција, најдоброто тоа го покажа Terrifier 2, кој што за $250,000 буџет веќе моментално има 5,5 милиони заработка, Смайл има 145 милиони за 17 милионски буџет, а Барберијан има 41 милион за 4 милионски буџет. Тоа ви говори дека и тоа како луѓето сакаат да го восприемат дженеровскиот филм во киносалите, обкружени со своите пријатели, познајници и луѓе кои што не ги знаат, односно тоа што американците го нарекуваат communal experience, заемното одење во кино и доживување на филмот како група луѓе, односно преплашување или уживање во ефектите кои што ги има самиот жанровски филм, а во рамките на оваа емисија ќе ви говорам за 13 од нив, кои што се со различен поджанр и варираат во контекст на квалитетот доколку би ги подредувале. Секогаш ќе има некој кој што ќе се издвои во рамките од другите и голем дел од нив ќе се најдат на листата на 50 хорор филмови од годината, така што ја започнуваме емисијата со My Best Friend's Exorcism. My Best Friend's Exorcism е режисерско остварување на Деймон Томас. Станува збор за неговиот пети долгометражен игран филм. По 4 малтене ТВ филмови. Тој исто така е познат како режисер на епизоди на Killing Eve и на исто така култната Penny Dreadful. А во My Best Friend's Exorcism Еби и Гречен се две средношколки кои што откако една вечер ќе скогнат во рекаот забавата, ќе се залепи еден демон на Гречен и нема да се може да се ослободи од него од своето тело. Ќе ја запоседне и ќе почнат ликовите околу неја еден по еден да се повредуваат со или без незина интенција. Незината BFF, односно најдобра пријателка, мора да ја спаси во оваа периодична coming of age приказна, ситуирана во 1988 година. Тоа можете да го заклучите од самата музичка композиција која што беше земена како еден лајт мотив во најавата. Се разбира со спој на комичните елементи од тинеџерските филмови со хорор филмовите со екзорцизам. Значи тука се прави тој хибрид со тоа што Елси Фишер и Мија Милер го носат филмот на нивниот грб. Односно некоја паралела можам тука да повлечам со Booksmart на Оливија Уайлд, каде што пријателство кое треба да прерасне во екзорцист, меѓутоа на Фридкин, меѓутоа потврдили во контекст на страшните секвенции според мене, па хорор елементите стануваат најслаба страна на филмот, иако писателот, односно сценаристот Греди Хендрикс е еден од така наречените идните Стивен Кинговци. Ако некој знае што да направи, се разбира со него, како што беше случајот со адаптацијата на неговиот Сатаник Пеник, кој што беше прилично солидно остварување, или пак како неговото сценарио за Мохок. Ќе видиме што ќе направат во рамките на
адаптирањето на неговите дела, како што ќе биде случајот со идниот The Black Room, односно со медиумот кој што е во него, и продавницата со духовите, односно американската IKEA, која што тој издаде во форма на едно луксусно книжевно издание, кое што е именуван како Horror Store. My Best Friend's Exorcism има музиката на Райлан Блекингтон и снимателот кој што треба да го живее духот на 80-тите е Роб Гивенс. И ако го гледаме исклучиво како гейтвей хорор и тоа како функционира, ама дефинитивно не може да се мери со ниту со страшните, ниту со смешните секвенции од хорор комедиите. Не е обрнато поголемо внимание за иновирање на овие жанровски тропи, пред се со автентичен придонес во нив, така што сметам дека ова е едно од поневпечатливите реализации на потенцијалот кој што пред се го поседува ова дело, иако и тоа како добро е одглумено и убедливо е постигнато тоа што треба да наликува на едно пријателство помеѓу младите хероини. Beyond Fest беше фестивалот каде што ја имаше својата премиера, ако не се лажам, а дистрибуиран е филмот од страна на Amazon Prime. Така што ако сте љубители на хорор комедии и ги намалите вашите очекувања, дефинитивно овој филм ќе ги задоволи нив. Во продолжение ја слушаме најавата за Сиси. Сиси е режисерско старување на Хана Барлоу, незин втор долгометражен игран филм, и се разбира во соработка со Кейн Сенсес, негов трет долгометражен игран филм. Хана глуми и во самиот филм, а заедно претходно го имаат снимено филмот For Now. Две пријателки од детството, Сесилија и Ема, налетуваат една на друга по 10 години. Сесилија е поканата страна на Ема на незината девојачка забава во викендица, кај што заглавува со девојката која што има малтретирано во средно, и поканата гостинка има простор да се одмазне на сите ликови кои што ја исмевале во средно, односно ако повеќе сакате Кери го возвраќа ударот. Таа е инфлуенсерка и севкупниот живот се одвива околу незиниот подвиг на релаксирање и себе вреднување повеќе од тоа што е. Значи, незините чилаут влогови токму тоа го посочуваат, односно оѓање на некаков си собствен зен, иако во неа тлее одмаздолюбивата девојка која до крајот на филмот нема да може да го контролира незиниот гнев. Explicit Films и пред се стриминг платформата на еден од најзначајните стриминг канали посветени на хорор жанрот Shudder го дистрибуира овој австралијански филм, кој што својата премиера ја имаше на престижниот South by Southwest филмски фестивал, односно исто како и Sundance во САД, така и South by Southwest имаат своја Midnight селекција, со тоа што потоа играше во Сиднеј, играше на Пушеон, каде што заработи 2 награди од корейската публика, потоа беше прикажан во Единбург и германскиот Фентази Филмфест, а публиката го награди исто така и на The Overlook, односно филмскиот фестивал кој што е во чест на Shining. И филмот го носи на својот грб инфлуенсерката која што ја глуми Аиша Де. Има грозни специјални ефекти кога таа убива, односно подлегнува тој убиствен поход кој што го изведува како реваншизам кон девојките кои што ја злоупотребувале, а музиката е на Кенет Лемпл, а овие грозоморни сцени ги снима снимателот Стив Арнолд. Така што, доколку сте расположени за еден реваншистички хорор филм, каде што хероината ќе треба да се соочи со лимитациите во кои што здравиот разум е поставен, тогаш дефинитивно Сиси е одмазливиот хорор филм кој што треба да го погледнете. А во продолжение ќе ја слушнеме најавата на Deadstream.
Deadstream е режисерско остварување на Джозеф Винтер и Ванеса Винтер. Тоа е нивниот прв долгометражен игран филм. Претходно ги имаат работено кратките There's Something in My Room, Wrath of the Dead, по соглед на тоа што музиката ја работи Джозеф Винтер и работи дел од монтажата, односно тој е прилично ангажиран во самиот филм, што се појавува и пред самата камера. Уште довеше и снимател, тоа е Джери Кук. Уште еден хорор филм за славна личност од интернет пространството, како тоа што беше филмот Сиси. Овој па станува збор за видеоблогер, кој што не стои баш добро со своите фанови во последното видео и сака да се искупи со тоа што организира еден лайвстрим во напуштена проколната куќа. Секојаш има едно арно ама. Таму има еден одмаздолюбив дух кој што нема да му дозволи толку лесно да стрима од неговата локација. Влогерот ги чита коментарите кои ги добија за време на неговиот лайвстрим и реагира на напишаното, а за пофалба се и практичните ефекти кои се употребени за монструозните духови, кои најчесто во другите филмови се решени со ефтино CGI, но тука се отелотворени духовите како чудовишта повеќе отколку како духови, и тоа му дава и тоа големо значење на естетските квалитети пред секој што ја поседува овој филм. И ако би требало да се поедностави концептот за полесна категоризација, тогаш Deadstream дефинитивно е модерен Evil Dead за found footage хорор филмовите, затоа што сериозно се сваќа кога треба да се прикажат ефектите, иако има комични сцени со ставање на прстот на духот во носот на влогерот, меѓутоа кога треба да биде смешно, е смешно, кога треба да биде страшно, е страшно, така што се прави и таа дистинкција со тоа што е оставен и простор каде има комични сцени во кои што западнува и самиот дух и човекот кој што се обидува да најпрвен да влезе во проколнатата куќа и потоа да најде начин да избега од неа. Филмот беше прикажан на Фантазија, на Fright Fest, каде што беше награден за специјалните ефекти за монструмот, потоа играше и на Sitges, каде што беше награден со Панорама Фантастик наградата и својата премиера, ако не се лажам, имаше на South by Southwest. Така што играше на огромен број на други фестивали, како што е односно Fantasy Film Fest, Grimfest, Ljubljana, така што беше прикажан широм светот на жанровските филмски фестивали и секако заврши на стриминг каналот на Shudder, кој што за жал се уште не е достапен во нашата ни држава и се надеваме дека некојаш ќе стане. Тука ќе направиме една кратка музичка пауза, во продолжение слушаме Wednesday 13 со неколку композиции кои што се наоѓаат на нивното ново студиско издание, именувано како Horrifier. Тоа, ако не се лажам, е нивниот 9-ти студиски албум. Necroface беше последниот албум кој што го издадоа 2019-та. Според мене се разбира дека култен ќе остане Transylvania 9210, односно Songs of Death, Dying and the Dead. Тоа е првиот нивен студиски албум во 2005 година, кој според мене се уште ниту еден друг од неговите наследници не ги надмина тие нивни култни изданија кои што Джозеф Майкл Пул и членовите на неговиот бенд ги ставија на првиот нивен албум. Меѓутоа Horrifier и тоа како има неколку стравични химни по кои што би бил препознаен со оглед на тоа што од него ќе можеме да ја преслушнеме Good Day to be a Bad Guy, насловната Horrifier, потоа главарската Halfway to the Grave и моќната Кристин Fury in the Night. Така што продолжение го слушаме хорор-панк бендот Wednesday 13, кои што имаат диверзитет на влијание од различните рок-н-рол и метал поджанрови, секоја песна дури се разликува стилски, меѓутоа една заедничка нота е љубовта која што има кон хорор жанрот, која
Джозеф ја опеува во сите од нив, така што продолжение ги слушаме Wednesday 13 и потоа се враќам во етер да ви говорам за преостанатите 10 хорор филмови кои што ќе бидат рецензирани во Дансе Макабре. Уживајте! Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Дансе Макабре со своето 526-то издание, именувано како секој ден е Хелоуин, посветено на рецензирање на 13 актуелни хорор филмови, а со преглед доаѓаме до четвртиот селектиран филм за ова издание, односно во продолжение ќе слушнете најавата на ВХС 99. ВХС 99 е хорор омнибус, односно хорор антологија, која што е составена од, ако не се лажам, 5 сегменти, во кои што еден од нив го режира Flying Lotus, тоа е неговиот Ozzy's Dungeon, кој е малтене карикатурален надпревар, кај што традиционален и реминесцентен пред се за 90-тите, каде што нели во низ неколку препреки треба да помине надпреварувачот, физички препреки, за да дојде до целта, во кој што надпревар во кој што учествува едно девојче кое се повредува баш на последната препрека и нејзините родители не го забораваат тоа, напротив го заработуваат водителот на овој надпревар во една нивна итерација на замки, односно препреки низ кои што треба тој да помине за лимитираното време од 1 минута, со оглед на тоа што завршува со еден интересен и интригантен прецеп твист. Flying Lotus е премиесен по тоа што неговото инволвирање во филмската уметност секојаш се граничи со бизарното, со неочекуваното. Тој во оваа ситуација ескалира до рамниште на тоа што прави некаков си кичерајски потфат во визуализирање на овие квизови, односно на превари во кои што се втурнувале љубителите на пред се надпреварувачки, со кои што има надпреварувачки дух, или гледачите кои што сакаат да ги гледат овие надпревари, кои што и тоа како беа актуелни во 90-тите, барем на американските канали. Така што покрај Flying Lotus во оваа антологија која е наменета за естетизирање на 90-тите, секој од режисерите и режисерките на свој начин ги доживува 90-тите и реализира некаков сегмент кој што треба да биде во рамките на fan footage естетиката. Меги Левин е режисерката на Shredding, односно тоа е првиот сегмент од оваа антологија за панк бенд, кој што, односно ска бенд повеќе, кој што наликува на No Doubt, оди во клубот кај што починале членови на женски панк бенд од раните 90-ти, кои се ги затекнуваат во демонизирана форма, односно во реанимирани тела, кои што ќе ги сотрат во мигот која бендот кој што оди во клубот кој да имаат починато, ќе се обидат да свират. Така што ова е сегментот кој што го најавува самиот филм. Тайлер Мекинтајр е режисер на Гокерс, односно Тайлер Мекинтајр е режисерот на прекрасниот филм Tragedy Girls и Patchwork. Во The Gawkers, во неговиот краток сегмент, деца кои што си играат со војничиња на почетокот на филмот, уште еден маркантен реминесцентен синоним за 90-тите, стануваат воајери на соседката која да ми ти била медуза. Односно, секојаш има еден надприроден елемент кој што влегува во игра. Таков е случајот и со филмот на режисерот кој што сними продолжението, прекрасното продолжение на The Strangers, односно Јоханес Робертс. Негов е сегментот Suicide Beat, кој што насреден хейзинг на факултет на самите гробишта, е затворена една бруцошка во ковчегот и е закопана додека врне дожд, на која што и се појавува демонката поради која е ставена за да преживее една ноќ наводно од девојките кои што го извршуваат овој хейзинг, односно една своевидна инаугурација во друштвото на факултет.
И се разбира последниот сегмент е To Hell and Back, режиран токму од екипата која што стои за филмот кој што заврши претходниот сегмент, односно Deadstream. Станува збор за режисерскиот пар на Джозеф и Ванеса Винтер, во кој што двајца режисери сакаат да снимат ритуал на повикување на демон за време на Y2K, уште еднаш Y2K, синоним за прекршувањето на 99-та во 2000-та, односно стравот од милениумскиот баг, па и самите завршуваат во тие пеколни димензии од кои што ќе се обидат да избегаат, во кои што се разбира се повикавани за рамките на самиот ритуал. Така што ова се 5 различни сегменти од модерни хорор режисери кои што се актуелни во малтене во изминатите неколку години, кои на свој начин се обидуваат да ги екранизираат сегментите во рамките на 90-тите години. Филм кој што заврши на платформата Shudder, продуциран е од вебсајтот на Bloody Disgusting, наменет исклучиво за рецензирање, односно за промовирање на хорор културата. Беше прикажан на Интернационалниот филмски фестивал во Торонто, потоа играше на Fantastic Fest, на Sitges, на Splatfest, во Стоколм играше, веќе дури е најавено уште едно продолжение на ова, според мене, култна хорор антологија во изминатите 20 години, која што од самиот почеток сум верен гледач и љубител, односно најавена е VHS 85, судејќи според името, ќе биде едно навраќање на 80-тите, а за да се постигне тоа, ангажирани се режисерот на Hellraiser Дейвид Брукнер, потоа Скот Дериксон, ако не се лажам, тоа беше и режисерот на Sinister, потоа Наташа Кермани, Майк Пи Нелсон и одличната Джиджи Сол Гереро. Така што ова е екипата која е најмена за наредната инсталација на VHS. Јас не сум нешто презадоволен од ова издание, односно од VHS 99, со оглед на тоа што бе воодушевен од претходното VHS 94, која што имаше на прекрасен вовец со подземната, односно со канализацијата каде што живее тој Редмен, и секако Cyberpunk found footage-от на Тимоти Хјанто, кој што беше револуционерен според мене, ама забавна е за гледање како антологија. Има крв, започнала со рок-н-рол, односно со хардкор панк бенд, и со духот на 90-тите го има во изобилие, а дури има и некои други духови кои што се повикани, така што секогаш ги има сегментот како што е за Мендузата, е сегментот и со Сирената, кој е реминесцентен за самите за самата VHS антологија. Така што децата, момците и девојките кои што си играат со надприродното, исто така е еден конститутивен елемент од VHS. Така што горе-долу се поклопуваат терковите по кои што е препознаен самиот хорор поджанр, не нуди нешто драстично кое што излегува надвор од рамките на антологијата, како што тоа се филмовите Антио Хјанто, кои што се крајно радикални, кои што бе составен дел и од претходните изданија, од VHS Viral и од имаше одлично стварување и во првиот VHS и во неговото продолжение, така што ова е интересно за гледање продолжение, меѓутоа не е драстичен исчекор на модернизирање пред на овој жанр, така што мислам дека треба да внимаваат кого точно го најмуваат за снимање на овие кратки сегменти, со оглед на тоа што ако се неинспиративни автори и делата ќе бидат рефлексија на нив. А во продолжение го слушаме најавата за Прл. Прл е режисерско стварување на Тај Вест, ова е негов, ако не се лажам, 8 долгометражен игран филм. Мамблгор режисер, кој што започна со The Roost, Triggerman, House of the Devil, Cabin Fever 2, Spring Fever, The Incubers, The Sacrament, In the Valley of Violence, 9. X е 8 од негов филм, со тоа што веќе работи на Максин, единствената која што има преживеано од масакрот во X, ќе глуми во 80-тите години во холивудската филмска сцена, така што преживеаната жртва од X ќе биде старлетата на неговиот трет филм од трилогијата започната со X, Прл
и еве со Максим ќе ја комплетира, а Pearl е приквел на X, во кој што се запознаваме со носечката улога на Pearl, глумена од Мија Гот, и зошто пред се станала ладнокрвна убијка, односно прикажана е една сосема поразлична естетика од слешерот од 80-тите, поблизо ќе може би поеќе до сликата American Gothic, отколку односно на животот на фармата, кај што пораснува Pearl со контролирачката мајка, уште еднаш, асоциација кон Кери, која сонува дека ќе стане танчерка во една бурлеска, меѓутоа се соочува и со филмската магија од зачетокот на филмската уметност и се надева дека ќе биде селектирана пред себе танчерка на аудиција, но кога ќе биде одбиена, а сестрата на незиниот маж кој што е заменет во војната избрана, ќе започне killing spree, нема да може да се контролира и ќе наденува ликови на незината вила. Визуелната естетика е поразлична, затоа што е снимен со интензивирани бои, со пастели, идеализирано е и пред се романтизирана е таа селска идила, тие прекрасни сцени со црвените светла во X има причина зашто сака да биде под светлото на рефлекторот Pearl, но е и помалку крвав, но за воските тоа што тај, за време додека работеше во Нов Зеланд на неговиот филм X, најде простор со екипата која што работеше на X во тајност да направи продолжение со оглед на тоа што нели мора поминат низ ковид протоколите и што веќе во заглавија во Нов Зеланд и има можност да снима, ги собра сите автомобили од 20-тите, 30-тите и сите куќи кои што наликуваат на оваа ера и со помош на снимателот Елиот Рокет ја естетизираше оваа нужна односно новозеландска идила на селото во рамките на неговиот филм. Музиката ја прави одличниот Тайлер Бейтс со соработка со Тим Уилијамс, која што е од една страна поблиска до златната ера на Холивуд, меѓутоа од друга страна знае да биде и насилна со гудачките свити. Во Сиджес доби награда за најдобра актерка и режија, играше исто така и на Венецискиот филмски фестивал, играше и во Торонто. Мија Гот си е инволвирана и во пишувањето на сценариото и одлично ја глуми Pearl. Искрено бидам, ми се издвојува повеќе отколку самиот X, со оглед на тоа што X беше во рамките на Texas Chainsaw Massacre и никогаш можеби не би можел да дорасне некој филм на него во рамките на жанровските конвенции и конотации, меѓутоа сметам дека Pearl имаше уникатна визуализација и баш поради тоа што постепено го забележуваме болудувањето на ликот и незината ексцентричност. Мислам дека во рамките на естетизацијата некако ми легна повеќе како едно по-автентично филмско остварување кое што излегува надвор од рамките на нешто што може би очекувале да погледнеме од Ти Уест, така што е топла препорака да се погледне што има создадено овој автор. По него ја слушаме најавата за Fall. Fall е режисерско остварување на Скот Мен, четврт долг игран филм. Тој претходно, ако не се лажам, ги има снимено The Tournament, Heist и Final Score. Тоа се пред се акциони филмови, кои тоа како се предуслов за да стекне искуство за задржување на тензијата на една локација, а во Fall две пријателки, односно Беки и Хантер, како што можете слушнете, се качуваат на платформа на радио антена висока од прилика 600 метри. Штом се разлаваат штрафовите, ќе почне да се распаѓаат скалите и ќе останат да висат девојките на платформата. Опасен филм за гледање, многу ме подсети на Frozen, тоа ми е еден од најомилените филмови каде што ликови се заглавени на една локација, односно во дадена ситуација тоа беше ски жичарница. Во овој филм исто така е доловена тензијата со тоа што не може да се симнат ликовите толку лесно на земјата без да се повредат, се разбира, а тензијата го прави филмот гледлив и има една мала доза на приказна за
случувањата зашто девојките се качуваат баш таму, да не ви саднели за џаве, иако нема никој здраворазумен мотив за искачување на антената, нели освен да се пофали некој на социјалните мрежи дека го направил тоа. Мислено е на замките да не се побара нели помош, а снимена од страна на Макгрегор, музиката за да се задржи тензијата, работи тим Деспич. Lionsgate си го дистрибуираше овој филм, односно спојавиден трилер на една локација која што наместо да е снимен на гринскрин во удобноста на студијата, направена е кула која е висока 30 метри на планина и снимале таму за да изгледа дека се кој знае колку високо над земјата, ама го снимиле барем на локација, не во студио, и тоа како додава на страф и се забележува кога го гледате самиот филм, така што топла препорака ако сакате да гледате напнати трилери во кои што зависи животот на ликовите кои се заглавени во една локација и со секоја минута стануваат се послаби за да се симнат од таму, дефинитивно погледнете Fall. А во продолжение слушаме најавата за Пиги. Пиги е режисерско остварување на Карлота Переда, втор нејзин долгометражен игран филм, таа има работа на голем број на серии, нејзин е Devil's Trail, работи моментално на Лас Рубиас и сега веќе е Карлота Мартинес Переда. Во филмот Пиги, односно средита е насловот на краткиот филм кој што се базира долгометражниот на него, а и на оригиналната или шпанска промоција на самиот филм, кај што Сара е исмејана од страна на популарната и витка врсничка поради низината дебелина, а меѓутоа се појавува еден психопат кој што буди симпатии кон Сара и во нејзино име се одмаздува на злобничките, така што прераснува во филм за одмазда од втора рака, односно слешер, кај што нели треба Сара да одлучи дали ќе дозволи да се одмаздува во нејзино име убиецот или ќе го спречи заљубеникот нејзин во рамките на неговиот подвиг. Стана збор за coming of age приказна, како нашата ни илузија на Светот Заристовски, ама убаво зачинета со хорор реваншизам снимен од Рита Нориега, а музиката е на Оливер Арсон. Филм кој што имаше својата премиера на Sundance во одличната Midnight селекција, а потоа беше прикажан во Сиетл на фестивалот во Трансилванија, играше и на полскиот New Horizons. Дистрибутери, ако не се лажам, на овој филм се Магнолија во соработка со Магнет. Така што доколку сакате да погледнете една крвава шпанска одмазничка хорор брканица, тогаш Пиги дефинитивно е филмот за вас. Значи, инди хорор остварување кое што доаѓа од Шпанија, кое што е конзистентно, концизно и јасна идејата која што ја исполнува, доколку не ви е интригантна за следење, можеби не би го гледале овој филм, се разбира, меѓутоа доколку сакате да гледате европска кинематографија која што е снимена за мал буџет, меѓутоа се држи до зацртаните цели, тогаш дефинитивно Пиги би бил за вас. И во продолжение слушаме најавата за последниот филм во овој сегмент од емисијата, односно тоа е филмот Terrifier 2. Terrifier 2 е режисерско остварување на Дамиен Леоне, четврт негов долгометражен игран хорор филм, односно првиот беше All Hallows Eve, каде што за прв пат се појавува односно антагонистот на овој филмски серијал, потоа негов е Frankenstein vs. The Mummy и Terrifier 1, се разбира. Клонот арт е оживеан од некое си демонско представление и се враќа во градот да го продолжи неговото започнато крвопролевање. Овој пат си има и своја нова финална девојка, која што подготвува костум според нацртот на незиниот починат татко и има брат кој што е опсенат со убици. Ова е најкрвавиот хорор за годината, кој што се знаеше дека ќе биде тоа уште пред да се сними. Кај што ако во првиот филм распарчи девојка на пола, тука само врвот го сече со нож на еден запален дечко. Овој филм
го беше прекинат за време на снимањето поради COVID пандемијата, меѓутоа буџетот беше составен од Индиго кампањата, како што веќе на почетокот на емисијата ви најави филмот, е снимен за $250,000, моментално заработува 5,5 милиони. Станува збор за слешер хорор кој што трае 2 сати, каде што во последниот саат има едно континуирано крвопролевање, малте не мене подсети на некоја си надреална фасцинација која што би е имал, например, во Инферно на Ардженто. Меѓутоа, има и тоа како огромен број на практични специјални ефекти кои што ги работи самиот режисер Леоне. Screambox е платформата на која што се наоѓа овој филм, Bloody Disgusting е продукцијата која што исто така стои за него, а снимателот на ова колоритно грозоморно издание е Џорџ Стаубер, а музиката е со доминантниот синтвейв е на Пол Уајли. Го монтира самиот режисер Леоне, тој е, како што напоменав, мајстор за специјални ефекти, смачкани фаци, сечење и гмечење на тело и во една ситуација кловно јаде дури срце. Сметам дека преглумува младиот Елиот Фулам, меѓутоа одлична е финалната девојка која што ја глуми Лорен Лавера. Морничав е кловно тарт глумен од Девид Хауард Торнтон и со додатокот на отворената суета, односно малото девојче кое што исклучиво психопатот го гледа, го прави збогатено пред се ова продолжение. Fright Fest и Fantastic Fest беа фестивалите на кои што беше прикажан, имаше своја турнеја низ сад која што ја правеше арт со прикажувањето на филмот од град во град, а прикажан е на исто така и на Hulu, еден од најморничавите кловнови со неговите пред се гримаси кои што ги поседува и мимиката, односно пантомимата која што ја глуми пред да го направи неговото наредно убиство. Така што ова уште еднаш посочуваме еден од најкровавите хорор филмови за годината и доколку сакате да гледат вашите слешери да бидат крвави, тогаш Terrifier 2 е дефинитивно за вас, без разлика на тоа што е предолг, подолг е отколку што треба еден слешер да трае, има екстензивен финален сегмент кој што се развлекува во рок од 1 час, меѓутоа тоа како има нанесување на телесни повреди во рамките на оваа коматозна состојба и будење од кома во кое што се наоѓаат ликовите. Меѓутоа, како што еден имаше посочено на социјалните мрежи, само во првите 15 минути на Terrifier 2 има повеќе хорор отколку во севкупната Хелоуин трилогија на Дейвид Гордон Грин. Така што тука ќе направиме една кратка музичка пауза, слушаме најагресивниот бенд за вечерва, Goatwhore, ги слушаме со неколку композиции кои што се наоѓаат на нивниот 8ми студиски албум, кој што го издадува оваа година, именуван како Angels Hung from the Arches of Heaven. Станува збор за еден black death metal бенд од кои што се оформени во Нью Орлинс, односно во Луизијана, издаваат за претходно за Metal Blade и за Noise Records, а од нивниот 8ми студиски албум ќе имаме можност да ги слушнеме Born of Satan's Flesh, насловната композиција, односно Angels Hung from the Arches of Heaven и Death from Above. Значи, ова е бенд кој што прави една, според мене, успешна комбинација помеѓу black metal, trash metal, death metal, значи екстремните метал жанрови ги комбинира во една прилично слушнива, парем за мене, легура, така што и слушаме моќните Goatwhore со 3 композиции од нивниот нов студиски албум и потоа се враќаме да говорам за преостанатите 5 хорор филмови кои што селектирав во ова издание Дансе Макабре. Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Дансе Макабре со своето 526 издание, именувано како Секој ден е Хелоуин, односно рецензирање на 13 актуелни хорор филмови, а со прегледот доаѓаме до 9-тиот хорор филм за кој што ќе ви говорам денес и ќе ја слушнеме најавата за новата итерација на Hellraiser. Hellraiser е режисерско остарување на Дейвид Брукнер, негов трет долгометражен игран филм по The Ritual и Night House.
иако ги има најдобрите кратки сегменти од хорор антологиите The Signal, VHS, Southbound, нели со епизоди снимаше уште неколку од новата итерација на Creepshow и како што веќе ви најавив, тој ќе биде еден од неколку теми на кои што ќе режираат краток сегмент на VHS 85. Во Hellraiser стана збор за девојка која што се бори против зависноста и доаѓа до ламентовата конфигурација, крадејќи уметнички дела со незиниот дечко и тој што ќе реши една загадка, нели, ги повикува ксенобајтите да си ја земат својата жртва, со оглед на тоа што од ламентовата конфигурација излегува сечилото и го набодува тој што го ќе ја отвори и со секоја падната капка крв доаѓаат жените ксенобајти да си ја пожнеат. Нивната берба Джейми Клейтон е одличен женски пинхед. Филмот е снимен во Србија, кој што дури започнува во Белградскиот парк. Има стадиуми во кои што се модифицира ламентовата конфигурација, како коцка, така и ѕидовите се поместуваат во куќата, која завршува со една пресметка во вила наменета да биде како стапица за демоните. Има 7 стадиуми, нели, на 6 на распределување и 7 е преминувањето од другата страна и појавувањето на демоните кои што треба да ги исполнат жалбите, меѓутоа не има некоја кваси недореченост во самите жалби кои што се малтене и проклетство. Интересен е дизајнот на споредните ксенобајти, крвави се ефектите кои што се во рамките на потегнувањето на железата. Одличните мелодии се на Бен Лавет, а снимене од страна на Ели Борн. Играше на Fantastic Fest и на Beyond Fest сценарио, кое што го пишуваше Бен Колинс, заедно со Лук Пиотровски и Дейвид С. Гоер. Сценарио кое што е му влосано, кое Вајнстиновците им го протнуваа, се обидува да го протнат на сите француски екстремисти, да ги привлече да снимаат во Америка, меѓутоа да снимаат само ремейкување и ребути, ама Брукнер се нафати да го сними во Србија. Сметам дека се уште нема катастрофална утка во неговата филмографија. За жал нема престои визуализација на пеколот, освен нели во финалниот кадар, каде што се исполнува толку посакуваната желба на затоа што преголема е елаборацијата пред се во контекст на конфигурацијата, отколку на тоа што ќе се добие доколку се оди во пекол. Има синџери, има ксенобајти, Джейми е опасна и повеќе не би требало да очекувате од овој филм. Јас би сакал да има нови култни реплики, наместо да се рециклираат старите, ама па ќе речете дека многу пребарувам за авторство во 2022 година. Сепак, Hulu е во собственост на Дизни, па да ве подсетам дека доколку не ви се допадна овој филм, постои нешто што се нарекува Hellraiser Revelations од 2011 година. Тоа е еден од најодвратните филмови кои што се снимени во холивудскиот студиски систем, кој што поддржува хорор франшизи, така што ако имате проблем со новиот филм, да ја подсетам дека постои ова продолжение и на тие пред него, така што олаваете малку со преголемиот стадиум на кој што би го ставиле овој филм. Требаше екстремистите да го снимат според мене, односно Hellraiser треба да биде снимен од страна на француските режисери, па да биде порадикален со прикажување на убиствата, за разлика од тоа што го прикажува Брукнер, заради тоа што тој има исполирана естетика и не е за да се стави зад камерите за ваков филм, доколку се бара некаква си дополнителна транскресивност од самите Hellraiseri, односно самите ксенобајти, ама тоа е што е, гледлива забава, можеше да биде подобро, можеше многу да биде полошо, со оглед на продолженијата кои што ги има, со оглед на тоа што после првиот и вториот ред кој може да се пофали како целосно добар Hellraiser, други некои не се пишувани за да бидат Hellraiser, само се уфрлени ксенобајти во нив. Иако не трае, уште еднаш посочувам, хорор филм не треба да трае 2 сати, треба да има добро обрадување доколку е некој филм од оваа минутажа. Ќе се памти филмот по Void, односно по улогата која што има харизматичниот Горан Вишнич, а не по протагонистите, и тоа е најголемиот недостаток според мене на овој филм. Меѓутоа, доколку сакате да погледнете хорор реализиран од оваа моќна франшиза, погледнете го новата итерација на Hellraiser од страна на Дейвид Брукнер.
има силни страни, има слаби страни. Добро е што постои според мене, со оглед на тоа што потпомогна многу српски филмски работници да имаат можност да придонесат во овој култен хорор серијал со едно пристојно издание според мене, кое доколку завршеше во порадикални автори, мислам дека ќе допреше повеќе до квалитетите кои што треба и поседува еден препознатив Hellraiser за денешницата. Меѓутоа, со ова му влосено сценарио, тоа е што може да се направи. Се надевам дека серијата за која што се говори дека ќе се реализира и можеби таму ќе се дојде до некои си нови димензии на задоволството и на болката во кој што ќе допра сценобајтите, можеби ќе има некое ново продолжение од друг автор, да се надеваме дека оваа франшиза дефинитивно нема да замре. Во продолжение слушаме најавата за When the Screaming Starts. When the Screaming Starts, режисерско остварување на Конор Бору, дебитанско пред се, има претходно работено бројни кратки филмови и пред се појавува како актер во голем број на други филмови. Работен е за продукцијата на Bloody Disgusting, уште еден филм, ако не се лажам, трет пат ги посочувам во рамките на оваа емисија, очигледно дека Мишка и неговите пријатели, тоа како знаат да застанат за некаков си иновативен проект, како што е When the Screaming Starts, кој што може да погледнете на стриминг сервисот на Screambox. А во овој филм амбициозен режисер ќе сака да сними документарен филм за серијски убиец, меѓутоа додека изведува убиства, а не потоа како рекапитулација, што значи дека ќе биде поканет во домот на еден потенцијален серијски убиец кој што се спрема за неговото прво убиство, ама некако не му оди работата од рака, додека не се одлучи да оформи култ, налик Чарли Менсон, и другите да убиваат во негово име, а тој да ги земе заслугите за убиствата кои што ќе ги извршат, а избраниците кои што ги има селектирано во неговата екипа, секој од кои оддалечени од здравиот разум, односно има маниакални близначки, една богаташка која што е одмазничка, има еден продавач на риби на улица и еден што е дојден на јога, како што можете да слушнете и по грешка завршува во култот. Снимен од страна на Майкл Палмер, треба да наликува како еден мокюментари. Се извинувам, музиката е на Майкл Палмер, а Адриан Мусто е снимателот. Според мене, ова е една од најквалитетните хорор комедии кои што ќе погледнете во рамките на оваа фестивалска година. Пред се најдобар хорор филм е прогласен на лондонскиот Independent Film Festival, потоа играше на Fright Fest и на Green Fest, играше и на Split и на Panic Fest, на Film Quest. Едноставно е хорор комедија од рангот на Behind the Mask, односно за филмот за Лесли Вернон и What We Do in the Shadows, односно естетиката на интервјуата која што се води во самиот филм асоцира на култното дело на Таика Вајтити. Неговиот бенд The Cannibal Dead March, кој што се напоменати во самиот филм кога го прикажаа видеоспотот, не може да се воздржам, мислам морав да паузирам и да се изнасмеам. Едноставно е една пародија на неуспесите на еден човек да стане серијски убиец и тоа го води ги води комичните аспекти во овој филм. Девојката на типот кој што сака да биде славен убиец е поголема манијачка од самиот серијски убиец во подготовка и посебно во сегментите кога е неуспешно убивањето на пријателот кој што бил член на бендот, меѓутоа тој ја има продадено музиката за да стане корпоративец според убиецот. Така што има мал милион на комични аспекти во овој филм, без разлика на тоа што убиствата се крвави, како што треба една хорор комедија да делува, така што топла препорака од мене е да погледнете When the Screaming Starts, а во продолжение слушаме најавата за Дешкем. Дешкем е режисерско остварување на Роб Севич, негов трет долгометражен филм по Strings и Host, односно тоа е клучниот Zoom хорор, кој што го сними односно го промовираше и реализираше пред се за време на COVID пандемијата. Работи моментално на The Boogeyman, адаптацијата на Стивен Кинг и Sea Holm, ако не се лажам, за едно битие кое што допливува на еден брег. Надеж дека ова ќе биде Лавкрафтовски филм.
Во Дешкем, Ени Харди е републиканка која што каде и да оди прави проблеми и го стрима незиното патување за Лондон од САД, кај што членот на незиниот бенд го посетува, која постојано стрима и голем дел од филмот е всушност снимен, како што самиот наслов посочува, од самиот внатрешноста на автомобилот, мобилниот кој што се наоѓа во него, а таа прифаќа нарачка и завршува како превозник на една баба која што не може да ги контролира течностите во незиното тело, но исто така не може да го контролира и телото кога лета. Иритантна е Ени и ќе отргне многу гледачи поради незиното однесување, ама треба да го предводи филмот и дури на крајот рапува со имињата на актерите и екипата, која што е одлична идеја. Заедно со идејата за појавување на коментарите на стримот, кој таа ги занемарува, меѓутоа таму се објаснува голем дел од содржината на филмот, дека Паразит е тој што ја има запоседната бабата која што ја презема, на крај нели тоа е демонот кој што обседнува Енџи и ја испил незината младост и сега култисти сакаат да го хранат со телото на стримерката. Сето ова ќе го дознаете во испишаниот текст, односно коментарите кои што ја добива на самиот фид. Текст кој е филм сам по себе и треба еднаш само да се исчита на едно наредно негово гледање, за да се открие и поврзаноста пред се со ликовите кои што се појавуваат во Хост, во претходниот филм на Роб, и како пред се мистеријата на детективски потват ќе решат тие што пишуваат таму, монтиране од страна на Брена Рангот, а снимене со мобилни, GoPro камери, снимене за, ако не се лажам, $100,000, значи ефтина инвестиција која што ја продуцираше Blumhouse, а играше на интернационалниот фестивал во Торонто, награден е за ефектите на BFI London Film Festival, потоа играше на на Fantasy Film Fest и на Panic Fest. Краток во неговото време трајање, снимен за ефтини пари и секако дека не е поквалитетен од Санденсовиот Спри, кој што до ден денес сметам дека е најквалитетно стварување на Дешкем, во еден автомобил со лайвстрим, ама ја пополни дупката во рамките на COVID Found Footage со премногу мрдање на камерата, што сметам дека му беше голема слабост на самиот филм, иако грозни беа обседнувањата на телата. И ви ветувам дека ова ќе биде последниот found footage филм за кој што ќе ви говорам денес, меѓутоа е едно навраќање на 2000-тите found footage хорор филмови кои што денес изгледаат многу поразлично со оглед на тоа што квалитетот на снимките на камерите е многу поголем и не може туку така да се скрие некое убиство од нив, односно камерата е ностоп будна и ностоп снима. Така што продолжение слушам пред последниот филм за кој што ќе говорам денес, односно Dawn Breaks Behind the Ice. Dawn Breaks Behind the Ice е режисерско стварување на Кевин Копачка, втор негов долгометражен игран филм по Хагер. Прилично краток хорор филм, исто колку и Дешкем, во кој еден пар влегува во замок и почнува да се менуваат пред се координатите на времето, кај што не се знае колку долго се наоѓаат во тој замок, нити што прават, и ќе најде сопругот Ковчег, во кој што има камшик и ќе наметне насилство во неговата врска, а што е и лајт мотивот кој од физичко насилство преминува на вербално, односно емоционално насилство во метафорите кои што ги впрегнува самото филмско остварување, затоа што на пола филм снимателот Лукас Долгнер ја менува естетиката, која што е заговетена на европскиот хорор филм од 70-тите, снимен на филмска лента, кој што се претвора во метафилм, односно за филм за снимањето на филмот, постмодерен потфат, во кој што се снима во различен аспект на реализирање, кај што девојката на режисерот цело време се обидува да му каже дека пред се на режисерот да му посочи дека нема добар епилог во филмот кој што го снима, а тој никако да ја сослуша пред се. Филмот играше на Fright Fest, на Panic Fest, на Chattanooga, Dark Sky се дистрибутерите на овој германски филм во САД, Freak Sound го дистрибуираат во Франција. Музиката ја прави самиот Копачка заедно со Јенс
Хехт. Значи, влијанието на джијало естетиката ги имате со екстензивните бои, 70-тите години на Eurotrash филмовите, едноставно делува ово остварување како едно уникатен кошмарен LSD трип, со оглед на тоа што филмот беше и награден на Blood Guts фестивалот, потоа играше на Буенос Ајрес Рохо Сангре, Дракула филм фестивал, играше на Film Quest. Односно, ова е иновативен пристап на прераскажување на една приказна, нели со постмодерниот потфат кој што се прави и впрегнување на паралелата помеѓу авторот, филмот што го снима и соодносот кој што го има со саканата во реалноста и таа паралела која што се прави со насилството, како го третира самиот во филмот и надвор од него. Така што дискутабилниот сооднос кој што го имаат ликовите во филмот и филмот за режисерот и неговата девојка кој што снима, така што тука има едни интригантни корелации кои што треба да се восприемат и прекрасно е визуализиран, затоа немам збор и јас немав проблем, например, со преминот. Напротив, сакам премини во нарација, но верувам дека многумина не би се откажале толку лесно од прекрасната визуализација на почетокот на филмот кој што се снима, односно на таа естетика која што се цели. Така што има две контрадикторни естетики во ова дело, кој што мене не ми представува никаков проблем, ако не ви представува ни вас, Don't Breaks Behind the Eyes би бил филмот за вас. И последниот филм за кој што ќе ви говорам, исто така е од германско потекло, значи циркулиравме во рамките на светските меридијани на хорор филмот, бевме и до Австралија, до Шпанија, во Германија завршуваме со филмот Old People. Old People е режисерско остварување на Енди Флечер, трет негов долгометражен игран филм по The Depraved се извинувам, Die Unheimliche Leichtigkeit der Revolution, и неколку серии кои што ги има работено, а во Old People е на мајка патува со своите две деца во домот на незината сестра која што се мажи. Таа е разведена сопругот кој што има нова жена, но семејната мелодрама е пресечена од разгневувањето на пензионерите кои што се непоканети гости на свадбата и доаѓаат со одмазлив гнев, баш како заборавените и занемарените во рамките на обкружувањето. Играше на Fantasy Film Fest, филм кој што е дистрибуиран за Netflix, музиката е на Кристофер Бремус и Стивен Швалбе, а снимен е од страна на Ралф Ноак. Знакот на Полскиот институт е символ според мене за квалитетно остварување, а ставањето на куглата во чорапот за млатење на лицата е најдобра асоциација дека тука нема да бидат поштедени специјалните ефекти. Едноставно ова е една интригантна и иновативна, да речеме, пензионерска зомби апокалипса, предводена од зол дух кој што е восприемена страна на запоставените, како што можеме да забележиме во одвратните услови во кои што се тие затекнати во гериатрија, кај што немаат доволно вработени или да се грижат за нив и условите во кои што вегетираат само по себе се хорор. И како што ја слушнавте паролата, почитувајте ги старите затоа што ќе остарите и вие и нема да ве почитуваат вас, така што тоа е една од тие клучни нишки кои што одекнуваат во рамките на овој филм, ако повеќе би сакале, кои што парадоксално се врзуваат за сите ликови кои што се нападнати за време на свадбата од страна на револтираните пензионери. Така што има своевидна дидактика во сршта на ова дело, меѓутоа ја искористува ова социокритичка нишка, односно тој генерацијски јас кој што постои денес и негрижата која што имаме помеѓу нас, како еден фактор кој е мотивиран со жанровските елементи и кажане со помош на флоскулите кои што ги има жанрот. Така што хорор филмот и тоа како умее да им ја даде таа можност на режисерите како Енди Флечер да се изразат во рамките на каноните на жанрот, меѓутоа сепак да
протнат некаква си нивна девиза за начинот на кој што се третираат највозрастните жители помеѓу луѓето. За жал, немав можност се уште да ги погледнам Don't Worry Darling и Barbarian, ќе погледам денове ве вертувам, додека ја подготвував емисијата, во еден момент се најде и The Loneliest Boy in the World на неа, кој што е една интригантна хорор комедија која што исто така си игра на визуелен план пред се со пастелните бои на таа идеализирана Американа од 50-тите, меѓутоа реанимира мртви тела од страна на осаменото момче. Исто така се најде уште една хорор комедија Bodies во неа, односно таа е една своја итерација на популарната игра која што сме играле сите како млади, Мафија, но во рамките на A24, така што Прл, за жал само беше единствениот филм од A24 кој што се најде во рамките на оваа селекција, а Bodies се најде на потесната листа, кој што едно време беше дури и во селекцијата, меѓутоа отпадна во последен момент кога погледнав одредени филмови кои што сметав дека треба да го добијат вашето внимание повеќе, така што во листата на 50 хорор филмови мислам дека остана уште 15 места, кои што не верувам дека ќе бидат исполнети од 8-ки, значи ова се филмови кои што добиваат 8 од мене на IMDb, но тие малку места кои што ќе останат, верувам дека ќе пополнам со многу силни седмици, сигурно ќе има десетина кои би се бореле за квалификување на оваа листа, а дефинитивно Fall, Deadstream, Animals, филмот за кој што се надам дека во прилика на мојата друга емисија Видеологија ќе можам да говорам за него, се најде исто така на оваа листа, потоа Pearl, Terrifier 2, Dawn Breaks Behind the Eyes и When the Screaming Starts, и тоа како ќе завршат на неа, така што веќе десетина филмови од оваа листа кој што ви говорев денес се составен дел од 50 најквалитетни хорор филмови на годината, така што тоа говори за квалитетите кои што ги има понудата според мене на хорор филмови. А додека сме на понуда, само да посочам дека овој петок Shock Troopers прославуваат 15 годишни од нивното постоење со концерт во Младинскиот културен центар. 9 ноември Thousand Mods доаѓаат исто така во МКЦ, одличниот грчки стонер рок бенд. На 27 ноември се одржува новото издание на Loserfest. А утре во 20 часот е промоцијата на Ноќни луѓе, избор песни на Иван Херцег. Потоа од настаните кои што се случуваат овој викенд, во сабота настапуваат Lord Keepers Guild во ирскиот поп Сент Патрик со нивна хеловинска едиција. Концерт во Браво имаат Кайл во оваа сабота исто така. Јоана настапува во живо на 103 оваа недела, така што 4 ноември исто така е настапот на Амброси Ангза во Браво. Да ве потсетам дека денес се одржа и групната изложба на илустрации во заедно со концерт на Local Blue во Макабар, а овој петок J-Rock и Visual K хеловинска забава се одржува во База. Скопје Драм Фестивал се одржува оваа сабота во 18 часот, а во 21 часот во МКЦ исто така настапуваат Репетитор. Така што ова е богатата понуда, барем на наставни кои што јас ги пратам и ги промовирам во рамките на емисијата и пред себе посочил дека треба да се посети нешто од нив за да се восприеми културата која што се шири во нашата ни држава. Во рамките на ова издание на Дансе Макабре ви говорев за 13 хорор филмови кои што сметам дека се реминесцентни за периодот на оваа година во кој што се создадени. За крајот на емисијата ќе слушаме неколку композиции од новото албумско остварување, ако не се лажам, 11-то поред на култниот бенд, првично ќе звучи The Cult, односно станал збор за Under the Midnight Sun, албумско остварување кое што доаѓа по нивниот Hidden City од 2016, значи по подолга пауза, бенд кој што е препознатлив по неговите одлични албуми Love, Electric и Sonic Temple. Јас ги запознав подобро со Beyond Good and Evil од 2001 година, меѓутоа на новото нивно студиско остварување ќе слушнете композициите кои што селектира Vendetta X,
Impermanence и доколку имаме време би завршиле со насловната композиција, една спора и болна творба од овие рок-н-рол гиганти кои што имав можност да ги погледнам во Белград, предводени од одличниот вокал на Иан Ешбери. Јас сум Зlatko Ѓелевски и го затворам 526-тиот гримуар на Дансе Макабре и го враќам на полицата кај останатите изданија кои кријат тајните на универзумот. До наредното издание Дансе Макабре, гледајте хорор филмови и плашете се. Чао, чао.